Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Драги браќа и сестри во Христа, денес се собираме да го прославиме споменот на неделата на Светата Марија Египетска, една од највпечатливите личности во нашата православна црква. Нејзиниот живот е жив пример за силата на Божјата милост и за можноста секој од нас да се преобрази преку покаяние и вера. Како што се приближуваме до Христовото воскресение, незината приказна добива уште поголемо значење, подсетувајќи не на обновата и надежта што ги носи воскресението Христово. Во исто време пред нас се и значајните празници. Лазаревото воскресение на Лазарева сабота, цветници и страдалната седмица, кои не подготвуваат за најголемиот празник на нашата православна вера и црква. Света Марија Египетска е родена во Египет во 5 век. Во младоста таа го напуштила својот дом и се препуштила на гревовен живот во Александрија, каде што цели 17 години живеела водена од страстите. Но Божјата промисла имала друг план за неа. Еден ден, пристигнувајќи во Ерусалим, таа посакала да влезе во црквата на Светиот гроб, за да му се поклони на честниот крст. Невидлива сила ја спречила да го направи тоа. Во тој миг таа ја почувствувала тежината на своите гревови и со солзи се обратила кон Пресвета Богородица, ветувајќи дека ќе го промени својот живот. Чудото се случило. Духовните врати на црквата се отвориле пред неа и таа, влегувајќи внатре, паднала пред крстот. А потоа слушнала глас кој рекол: премини го Јордан и таму ќе најдеш мир. Веднаш го послушала повикот. Земајќи само 3 леба и се повлекла во пустината. Таму поминала 47 години во строг пост, молитва и борба со своите страсти, барајќи прошка и единство со Бога. Години подоцна Свети Зосима, монах кој се молел во пустината за време на Великиот пост, ја сретнал. Бил зачуден од незиниот изглед, исушена од подвижништво со бела коса, но исполнета со небесна светлина. Таа му ја раскажала својата приказна и го замолила да ја донесе света причест следната година. Кога Светиот Зосима се вратил, сведочел на уште едно чудо. Светата Марија Египетска, правејќи го крстниот знак, одела по водите на Јордан за да ја премини реката и да ја прими светата причест. Исто така го замолила да дојде и следната година. Но тој наредната година ја нашол почината, со белешка да ја погребе таму каде што лежи. Со помош на лав што чудесно се појавил Зосима, го исполнил незиното барање. Покајанието е пат кон спасение, без оглед на длабочината на нашите гревови. Бог секогаш не чека со отворени раце. Верата ги надминува пречките, незиното одење по водата е подсетник дека со вера можеме да ги надминеме и најтешките искушенија. Трпението и упорноста водат кон светост. Децениите во пустината ја преобразиле од грешница во светителка. Овие поуки стануваат уште позначајни сега, кога се приближуваме до Христовото воскресение. Нејзиниот живот е повик да се подготвиме духовно за Великден, да се очистиме од гревовите и да се обновиме во верата.
Како што го чествуваме споменот на Светата Марија Египетска, пред нас се и празниците што не водат кон Воскресението. Овие денови се исполнети со длабока символика и можност за духовен раст. Лазаревото воскресение. Следната сабота го празнуваме Лазаревото воскресение. Ова е денот кога Христос го воскреснал Лазар, својот пријател, кој 4 дена бил во гробот. Ова чудо пред очите на многумина е знак за Христовата власт над смртта и предвестник на неговото собствено воскресение. Како што Христос го повика Лазар да излезе од гробот, така и нас не повикува да се ослободиме од гревовите што не врзуваат и да живееме во неговата светлина. Овој празник не подсетува дека обновата е можна дури и кога се изгледа изгубено. Лекцијата што ја гледаме и кај Светата Марија Египетска. Цветници, влегувањето на Господа наш Исуса Христа во Ерусалим. Следниот ден во недела го празнуваме цветници, денот кога Господ Исус Христос триумфално влегувал во Ерусалим. Народот го пречекал со палмови гранчиња, извикувајќи: Осана во висините, благословен е оној што доаѓа во името Господово. Ова е денот на радост и прослава, но и на свесност за она што следи. Христос влегол во Ерусалим знаејќи дека го чека страдање и распнување. Цветници не повикува да го поздравиме Христа како цар во нашите срца, но и да се подготвиме да го следиме на патот на крстот. Страдалната седмица. Веднаш по цветници влегуваме во страдалната седмица, најсветото и најтаинственото време во црковната година. Оваа седмица, која започнува наредната недела, е посветена на страдањата, смртта и воскресението на нашиот Спасител. Секој ден носи свој настани. Велики понеделник, велики вторник и велика среда се сеќаваме на последните поуки на Христа и неговата подготовка за жртвата. Велики четврток го празнуваме воспоставувањето на светата тајна причест на тајната вечера и миењето на нозете на учениците. Велики петок, ден на распнувањето, кога Христос ја принесол својата жртва за спасение на светот. Велика сабота, време на тишина и очекување пред воскресението. Страдалната седмица е време на пост, молитва и покаяние. Таа е можност да ги оставиме световните грижи и да се потопиме во тајната на Христовата љубов и воскресение. Драги мои, Светата Марија Египетска не повикува да го преиспитаме нашиот живот, дали сме подготвени да се покаеме како неа, дали имаме вера да ги надминеме нашите искушенија како што се приближува Христовото воскресение. Да го земеме примерот на Светата Марија Египетска, за да се подготвиме за овие свети денови. Лазаревото воскресение нека не подсети дека Бог може да не оживее дури и кога сме духовно мртви. Цветници, влегувањето на нашиот Господ Исус Христос во Ерусалим, колку е милостив нашиот Господ, нека дојде и во нашите срца. А страдалната седмица нека биде време да се соединиме со неговите страдања и да се подготвиме за радоста на воскресението. Нека Света Марија Египетска не води со своите молитви кон Христа, да се молиме за сила, да го следиме нејзиниот пат на покаяние и вера, за да го дочекаме Великден, Христовото воскресение со чисти срца и обновени души. Нека Господ се смилува на сите нас во овие свети денови што следат. Амин. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешното.